Благодарам, почитуван подпредседател, почитувани граѓани, почитуван министер, почитувана колешки. Вчера ви кажав, денес пак ќе ви повторам, верувајте ми дека на тема буџет, ако сите молчите, никој не зборува, ќе изгубите помалку на следните парламентарни избори кога да се случат. И ова сваѓате како колегијален совет. Така е најдобро. Велите вака, ќе имаме зголемени приходи следната година. Ај тоа што ви кажа премиерот во заминување дека буџетот е само хартија, вие го ставате вашиот личен кредибилитет. Почитувана Лидија, не можеме да очекуваме зголемени приходи, затоа што имаме 6000 фирми пропаднати. Тие 6000 фирми, кога плаќале данок, снимале X добивка од даноци. Без тие 6000 фирми, без 12% помалку вработени во приватниот сектор, не можеме да имаме поголеми приходи. Не можеме да имаме поголеми приходи, затоа што секој дневно се иселуваат луѓе од оваа држава. Секој од оние кои што живеел тука и се иселил, пиел кафе, плаќал сметки, купувал храна, трошел за фризер, ме разбирате? Тие луѓе ги нема. А вие упорно ставате на хартија поголеми приходи. Не можеме да ги имаме тие поголеми приходи. Потоа доаѓа ребаланс и кратите. Видите, гледам дека имате во пратеничка група многу просветни работници. Вчера прашував почитуваната колешка Жаклина Лазаревска, сега ве прашувам и вас. Кога ќе дојде ребалансот на буџетот да сме живи и здрави и кога ќе има кратење во образованието, ваше капитални инвестиции во образованието, дали ќе го поддржите? Второ, се сеќавам кога од ВМРО ДПМН не велеа ќе градиме сали, туку градеа сали, вашите преходници од оваа говорница велеа за кого ги градите, луѓето се иселија од државата. Сега доаѓате со истата реторика и го правите, ги измислувате топла вода, тоа не држи, почитувана колешки. Понатаму, зборуваме за приватниот сектор, кој што го полни буџетот. Пред да дојдеме овдека, ми излезе како ремайндер на Facebook, сум имал реплика кон вас минатата година и сум ви рекол, почитувана колешка Тасевска, немојте да ги манипулирате фирмите и ми верите дека им давате помош, а уствари им позаемувате, истата ќе ја враќаат. Истите тие фирми оваа година, помошта која што им ја дадовте позајмена, а не дадена, ја враќаат на државата со поти клетви кон премиерот. И тоа е една од причините зашто тој падна од власт и тоа е една од причините да не си го оставате личниот кредибилитет на оваа говорница, кажувајќи работи кои што СДСМ само ги посакува. Да бидеме сериозни. Граѓаните не гледаат, 5-та година пред им давате глажна надеж. И на крај, и вас ки ви го кажам истото како и на другите, бидејќи имате исти говори. Зборувате за студентите, срамота е. Најнеуспешниот градоначалник во историјата на општина Карпаш од оваа говорница ветуваше студентски град. И после 5 години се правите како да не сте од тука, ќе им ветувате подобрување на животот студентите. Срамота е, господјо, срамота.